Спонзорирано од Кафе Портал. Почитувани, го започнуваме новото издание на Спорт Интро на телевизија Мега и во денешната емисија ги имаме најактуелните информации од светот на спортот, но ќе посветиме внимание и на градското дерби кое не очекува помеѓу екипите на Еврофарм Работник и Пелистер. Како увертира на дербито, Еврофарм Работник ја декласираше екипата на Работнички. Играчите на Иван Марковски и Александар Зарков стигнаа до убедлива победа, па имаа можности да калкулираат со играчите и да им дадат прилика на младите ракометари. Екипата на Еврофарм Работник забележа убедлива и очекувана победа над последно пласираниот Работнички со 18:39. Иван Марковски и Александар Зарков имаа можност да излезат со комбиниран состав на овој надпревар и да им дадат шанса скоро на сите ракометари кои ги имаа на располагање, а воедно и да одморат неколку првотимци. Победничко деби за битолскиот тим имаше српскиот интернационалец Давор Чутура. Чутура во својата кариера го носеше дресот на Гранолерс, Бенфика и неколку клубови од Франција, а минатата сезона настапуваше во Катар. Победата не беше доведена во прашање во ниту еден момент со оглед на огромната разлика во квалитет. Во салата Младост во Битола, присутните гледачи имаа прилика да гледаат допадлив ракомет, со многу голови и атрактивни потези. Со победата, битонската екипа го потврди второто место на табелата и сега заостанува зад екипата на Охрид со само еден бод. Од друга страна, Работнички уште не знае за победа или реми во новата сезона и од 9 надпревари запише исто толку порази. Во следното коло веќе утре се игра второто битолско дерби сезонава помеѓу Пелистер и Еврофарм Работник. Левото крило од Португалија, Серхио Барос, се истакна со 10 голови. Мајнов и Адли дадоа по 5, а Чутура 2. Во поразениот состав на Работнички, најдобар беше Дарио Симоновски со 5 голови.
Филип, една очекувано лесна победа и се чини како порачана да биде увертира за градското дерби против Пелистра во вторник. Па да, една генерална проба пред градското дерби, рутинирана победа, работнички слаб противник. Меѓутоа, нашата цел е против Пелистер, што може име по-позитивен резултат. И со нови играчи, колку што можевме да се уиграме. Па добро ни дојде вака, да речам, пред 4 дена, една генерална проба. Како си ти е задоволен од досегашниот тек на сезоната, од тоа што го прикажавте досега на теренот? Па не можам да речем дека не сум задоволен, пошто на табелата сме пак горе. Али сепак можевме уште подобро, некои бодови ги прокоцкавме, али нема, тоа е зад нас, одиме кон нови цели, кон нови противници. Тоа. Во пресрет на дербито, Eurofarm работник одржа пресконференција на која ги најавија своите очекувања од надпреварот, но беше представено и најновото засилување, српскиот интернационалец Давор Чутура. Целта на денешната пресконференција е утрешниот, би рекол, дерби надпревар со ракометниот клуб Пелистер со почеток од 18 часот во спортската сала Младост и секако на наше големо задоволство официјално да го представиме нашето последно засилување и секако едно од најзвучните имиња ракометарот со богато меѓународно искуство, српскиот интернационалец Давор Чутура. Пред да му дадам збор на нашиот тренер Иван Марковски и на Давор, кој ќе говорат околу самиот надпревар, би сакал да ги поканам сите наши верни поддржувачи и симпатизери да дојдат во што поголем број, да исполнат централниот дел од трибините на спортската сала Младост со едно фер и коректно навивање, во еден фер и коректен надпревар. На крајот од 60 минути заслужено да се израдуваме на нашата победа. Секако, исто и еден апел до сите наши симпатизери. Вие навивате за нас, а ние со една максимална посветеност, борба за секоја топка и секако, би кажал, со сета душа и срце, во еден спортски жаргон, ќе изгинеме на теренот само и само вие на крајот да се израдувате на нашата победа. Најнапред ќе го искажам огромното задоволство од страна на стручниот штаб до председателот на клубот, спортскиот директор и спонзорот, што во овој момент ни овозможија да го ангажираме едно од големите, може слободно се каже, ракометни имиња на овие простори, српскиот интернационалец Давор Чутура, кој што на моје и на огромно задоволство на сите луѓе во клубот дојде во еден момент каде што нас ни требаше еден калибар, профил, играч, како што е тој во моментот, и мислам дека со самото негово ангажирање ние си ги поставивме високите цели и амбиции за висок пласман во тековната сезона од машката ВИП Суперлига и да го потврдиме само она што во текот на цела сезона досега покажавме дека сме клуб со високи амбиции и дека ни интересираат само големи работи. Што се однесува до утрешниот надпревар со Пелистер, можам слободно да кажам дека екипата максимално ќе е подготвена и спремна за уште еден дерби надпревар, посебно од името на ракометниот клуб Пелистер. И можам слободно да кажам дека со комплетирањето на играчкиот кадар сме максимално спремни и сум сигурен дека во една многу подобра игра од претходните ќе покажеме дека слободно можам да кажам дека во овој момент можеби сме подобрата екипа од утрешниот противник. Јас како тренер и Александар Зарков сме фокусирани на исклучително на поволен резултат. Се спремавме во изминатите неколку дена од самото доаѓање на Давор, бидејќи знаеќе имавме некои турбуленции, менување на играчи и така натаму, си доаѓа нови и мислам дека со постоечкиот играчки кадар добивме една сигурност во името на Давор, Лазе Мајнов и останатите и мислам дека
утре прилика и можност да го потврдиме оној квалитет кој што го поседуваме и дека со една максимална ангажирана игра ќе дојдеме до 3 нови бода и уште поголема мотивација за следните надпревари кои што доаѓаат од овој втор дел од пролетниот фактички утре дел од машката ВИП Суперлига. Ja bi se zahvalio prvo bi se zahvalio na dobrodošlici, na poverenju klubu, treneru, obojici trenera. Njih poznajem najviše, mislim, ovo je nov klub. Za mene je ovo prvo iskustvo da igram u Makedoniji. Igrao sam protiv Metalurga, ali stvarno vrlo sam zadovoljan što ću da prisustvujem tako jednoj rukometnoj predstavi. Pričali su, čuo sam kakva je bila prva utakmica, derbi. Ja mislim da je to za grad, za sve ljubitelji rukometa jedna velika šansa da mogu da prisustvuju, da imaju dve ekipe u prvoj ligi. Biće to sigurno jedno veliko pozitivno iskustvo za mene, tu sam da pomognem da dignem sa mojim iskustvom, sa kvalitetom. Svestan sam svoje odgovornosti, šta klub, igrači očekuju od mene, tako da siguran sam da će biti sve okej i da će ovaj klub, nov klub koji je, koliko sam za ovo kratko vreme mogao da upoznam, vrlo ambiciozan, se osjeća zdrava atmosfera, ambijent i vrlo kratko vremena postoji, ali vrlo brzo korača ka nečemu što ja verujem da će u vrlo kratkom vremenu da se stabilizuje kao jedan jak makedonski klub, pa što ne je evropski, jer... Pa уште на почетокот на формирањето на овој клуб, ние поставивме некои своји цели, амбиции, а тоа е пласманот во плейофот. Ние со тековните резултати покажавме дека веќе сме на добар пат кон остварување на истите. И сами знаете дека во текот на овие неколку месеци ја баравме формата, ја баравме правата екипа, согласност на амбициите кои ги сакаме. Некои играчи не одговорија на она што ние во моментот го баравме и тоа е нормално во еден клуб кој што има високи амбиции да се бара, да се формира екипа која што ќе одговори на високите цели. И јас мислам дека со ангажирањето на Давор Чутура и Лазар Мајнов дека на некој начин го достигнавме она што ние го бараме. Релативно е краток периодот да процениме дали во овој момент, не знам, нашата форма е на некој високо ниво, би рекол дека е на некој задоволително, иако секогаш може повеќе и сме свесни дека изгубивме некои бодови каде што реално не смеевме да ги изгубиме, но тоа е спорт и другите тренираат и другите играат, ние само ги излековме поволните, односно поука или поволните работи од сите тие порази и мислам дека во текот на понатомошниот дел од првенството ние со една вака искусна стварно екипа која што во овој момент ја поседуваме, може само да имаме добри резултати и мислам дека само со работа ние ќе го достигнеме врвот на формата која што во моментот која што е барам. Сакам да кажам дека стварно во овој момент ние и Давор од кога дојде и Лазе претходни и останатите играчи кои што стварно во оној дел на тренажниот процес одговараат многу професионално. Видовте и на последниот натпревар против Работнички, без разлика на профилот на екипата со која што игравме, ние одговоривме професионално, ги одработивме 60 минути секој од нив и од делот на младинската екипа која што беа во тој дел од надпревар и до последниот играч кој што дојде во нашиот тим. Покажавме дека нас не интересираат само победи, добри резултати и дека само со работа може да го достигнеме она што и во овој дел веќе од утре кој ќе почне пролетниот дел, дека за нас е некоја, не знам, ајде цел, првото можеби место кое што со идните надпревари ќе пробаме да го достигнеме. Давор во тој момент
мислам, слободно ќе кажам дека не беше Давор единствениот избор, но на крајот одлучивме дека неговото искуство и она што го поседува како играч, како профил на играчки квалитети, најповеќе ќе одговара за нашата екипа. Тоа беше одлука и на председателот, значи ние овде заеднички и спонзорот на клубот заеднички донесовме одлуката дека Давор е профилни играч кој нас најповеќе ни одговара. Тој е играч кој што помина многу во својата играчка кариера, без разлика на годините. Тој до малтена до прошлата година беше дел од српската репрезентација. Неговите игри во Гранјолерс, Валјодолид, Арате и другите, Бенфика и другите клуби кои што настапувал, за нас беше доволен показател дека е тој играч кој што нас во овој момент ни е потребен. И верувајте, во овие три тренинзи и еден надпревар што го заигравме, тој покажа дека стварно е врвен професионалец, дојде максимално спремен. Тој е профилна играчка што ние нема што многу да кажуваме, да објаснуваме со Заре. Едноставно Давор во првите моменти виде што бараме ние од него, од екипата, и многу брзо се вклопи во тој систем и мислам дека во иднина, во наредните тренинзи на превари уште повеќе ќе се вклопиме. Јас само можам да кажам едно искрено задоволство дека сите ние и повеќе и играчите, и младите играчи, и ние како тренери може само да позитивно да добиеме со неговото ангажирање и дека овој клуб покажа дека од сега понатаму ќе стреми кон високи амбиции, квалитетни играчи, и само така може да го добиеме оно што и од нас во моментот се бара, а и во иднина. Во оваа емисија разговараме и со Ристо Димитров, кој се подготвува за европската аматерска титула во ММА, во борбата која ќе се одржи на 3 декември во Битола. Кои се неговите очекувања од разговорот во продолжение? Ристо, еве на почетокот од овој разговор би сакал да те прашам, претходните неколку денови беше во Бугарија, учествуваше таму на првенство, во која дисциплина и каков резултат остваривте? Значи, за викендот учествувавме на светското првенство во самбо што се одржа во Софија во Бугарија, значи од 10 до 14 ноември. Беше во самбо, во комбат самбо и во спортско самбо. Ние, јас и Александар Петковски од нашиот клуб учествувавме како дел од македонската самбо репрезентација преку македонската самбо федерација. Зедовме учество во едно, мислам дека од најсилните првенства до сега организирани од ФИАС и воопшто на спортски план на Балканот. Учествуваа 830 и нешто борци од 80 кусур земји од светот. Конкуренцијата беше прејака, стигнавме ние до 8 на финалето, каде што бевме сопрен, јас бев сопрен од репрезентативец на Монголија, а Александар Петковски репрезентативец од Чешка. Стварно беа феноменални борбите, прикажавме одлични борби, јас и Александар се боревме лавовски, ама на поени така изгубивме. Значи, можам да кажам дека ова е најсилното првенство што сме учествувале до сега. Така. Она што е најактуелно е сега, 3 декември во Битола, што ќе се случува? На 3 декември ќе се случува, значи цел ден ќе биде празник на боречките спортови. Од сабајле ќе можете да присуствувате сите на европското првенство во ММА, значи за прв пат во нашиот град, европско првенство огромно организирано од Интернационалната Submission Fighting асоциација од Флорида и европското првенство во граплинг без кимоно. Значи ќе биде од 10 часот изутрината до вечерта до 6-7 сато ќе биде аматерското, а веќе вечерта ќе биде зачинета и ќе заврши со една гала вечер од 10 професионални борби од најдобрите борци од Македонија и од Балканот. Значи ќе биде празник за боречките спортови, воопшто за спортот во Битола. Носиме луѓе кои ќе учествуваат, кои се важат за звезди во светот на боречките спортови, посебно на мешаните боречки вештини, луѓе кои учествувале на најголемите професионални вечери во светот. Мислам дека вакво нешто, борби во кафес не се пропуштаат. А воедно јас ќе имам борба, како главна борба на вечерта, борба со
Амел Шабановиќ, неколкократен К1 шампион и освојувач на неколкократен појас и турнири во Европа. Ќе се бориме за ИСФА појас, значи европски професионален prvак по ММА правила, значи помешани борички вештини, по ММА правила, па ќе видиме, се спремаме, се припремаме најдобро што можеме. Се надевам дека ќе одојсам и првиот појас и најголемата победа во нашиот град токму пред домашната публика. Така, твојот противник, си го гледал ли некојаш, си се борел ли со него и дали ги знаеш можеби неговите слабости? Противникот мој го гледав на К1 турнир во Беране, Република Црна Гора. Видов за каков борец се работи, квалитетен, добар борец. Како што реков, освојувач на неколку појаси, на неколку турнири, веќе звезда во успон, али имам јас мои своји адути, јас имам искуството повеќе на моја страна. Работам пред домашна публика, се надевам ќе биде полна салата, да се извршат притисок врз борецот и да го дојсиме, како што реков, првиот појас професионален во нашиот град. Какво е чувството да се бориш за првиот појас токму во твојот роден град и која е пораката што би им ја испратил на битолчина да дојде да те бодрат? Чувството, мислам дека се уште не знам какво ќе биде чувството. Чувството ќе се осети веќе кога ќе излезам во салата пред целата публика, внатре во кафезо. Мислам дека поголемо чувство и поголема радост нема да има од тоа да дојсам појасот тука во мојот град. Ја повикувам цела битолски македонска јавност, затоа што ќе има од повеќе градови од Македонија, ќе има од цел Балкан борци, ги повикувам сите да дојдат, да ја наполнат салата, да ги бодрат македонските борци и да се надеваме на што повеќе и повеќе професионални успеси и што повеќе вакви настани во нашиот град. Така, Ристо, јас ти благодарам, ќе ти посакам големи успеси и секако еве и ние заедно со тебе да се радуваме на тој прв освоен појас. Ви благодарам што дојдовте, се надевам дека ќе речам уште еднаш дека салата ќе биде полна, се надевам дека овие успеси каде што ја представуваме Битол и Република Македонија ќе се слушнат надалеку и се надевам дека и градот и државата ќе прославиме со спортските успеси. Тука е крајот и ново издание на Спорт Интро. Се надевам дека со подготвените содржини го задржавме вашето внимание. Имајте пријатна работна недела и останете со програмата на телевизија Мега.